Ви го најавив мојот соговорник утринава и навистина е задоволство да се биде во друштво на ова прекрасно спортско семејство кои што имаат намера да ги негуваат вистинските вредности, а кој да знае можеби со реткиот талент на Даријан и ќе заминат за тоа што ќе го поддржуваат својот син во она што го прави. Маличкиот Даријан веќе е наречен од медиумите маличкиот Меси, а денес ќе имам можност да го имам во студиото со мене. Добро утро прво за господинот Дамјан, за Даријан и за господјата Мири. Добро ми дојдовте. Добро. Не ви е туѓа атмосферата во телевизиско студио, со оглед на тоа дека Даријан направи да бидете популарни сите. А така никако. Ке ми кажете еве вака на самиот почеток колку сте задоволни, колку сте среќни што иако толку малечок веќе е препознан како посебен талент во фудбалот. Ајде Мери, вие ние жени да го разбиеме, да разбиеме тремата. Така. Чувството е големо. Пред се да се биде мајка, да се биде родител на успешни и талентирани деца. Горди сме секако на сите постигнувања, на сите успеси кои што ги има Дарија. Во моментот стварно е доста препознатлив во Македонија, особено и со најновата награда која што ја доби пред неколку дена. По втор пат е избран за најдобар играч, тоест најдобар стрелец на цела Македонија. Таа ни е така една од најдрагите и најмилите награди меѓу останатите. Убаво е чувството. Значи, Даријан е пред се многу скромно дете, добар ученик, а и добар спортист, како што го најавивте, и доста талентиран. Се уште е рано да се каже за неговите идни достигнувања. Негово, како родители, спрема Даријан, е важно да го насочиме на прав пат. Да го сака фудбалот како игра, да се забавува со другарчињата. Неговиот талент е дарба од Бога, и со многу труд и со многу работа, со многу посветеност, мислам дека Даријан ќе го гледаме на големите светски деневи. Да му дадеме признание на господинот Дамјан, кој што, ако не се лажам, на 2 годишна возраст првпат го забележал талентот на Даријан. Како се случи тоа, господине? Као и секој машко дете во фамилија, вообичаено прва играчка што се дава е топката, веројатно. Не знам, кај нас као спортска фамилија, бевме преплавени со топки затоа што и неговиот брат исто тренираше фудбал, неговиот братичет исто тренираше и беше след на некои околности. Во таа игра приметив нешто што вообичаено кај другите не го приметив, дека на толку мала возраст он има некакво движење кое што укажува на нешто малце поразлично и посебно. Купивме некои голчиња дома, знам, беа некои пластични, буквално двете ги скрши од шутирање. И се примети, меѓутоа, ајде, викаш, многу мал, не е возможно толку. Едно време прекина да шутира со топката, ајде, викаме, добро е, мирно е сега малце. На 3,5 годишна возраст, после тоа се врати на 4 години и 8 месеци, тата сакам пак да шутирам и почна нашата авантура од тогаш и не е застаната. И кажете ми што превземате, го запишувате, предпоставувам, во некој од нашиве центри, каде што можете да тренира, да инвестирате во него. Бидејќи неговиот брат тренираше во фудбалската школа Форца, го поздравувам и собственикот и главниот виновник за Даријан Јовче Жибунов. Во неврзан разговор му викам кога може да почнеме со Даријан, бидејќи беше он темпераментно дете, цело време беше неговиот брат кога тренира, он со топката беше покрај мрежата да го гледа и си вежбаше. Вика, за кого ме прашаш? Викам, за Даријан. Одма може, вика Даријан. При тоа мене ми падна чудно затоа што вообичаено деца на 6 годишна возраст не почнуваат со спорт, а не па со 4 години и 8 месеци. Меѓутоа, неговата дарба, неговиот фокус на играта, затоа што децата немаат фокус на толку мала возраст. Он го препозна тоа, ни дозволи да тренираме и почнавме и до ден денес, еве, немаме состанат. Даријан, многу сакаш фудбал? Да. Како се чувствуваш кога треба да одиш на тренинг? Дали некогаш си велиш, сега пак треба рано да станам, додам да тренирам? Не. Не, ти се оти. И таму кога одиш ги знаеш сите правила? Да. Кој те научи? Ме научи брат ми, татко ми и братичет. И тренерите.
Да, и кога имаш, да речеме, и некој напревар или кога тренираш, ги слушаш како навиваат за тебе, убаво ти е? Да. Да, верувам дека е така. Ке ни раскажете, вие со оглед на тоа дека тој се уште е толку многу малечок, значи почнува да тренира во Форца. Оно што нам не го привлекува вниманието е дека тренери од Барселона, експерти го забележуваат Даријан, го забележуваат неговиот шут, го забележуваат неговиот начин на игра и ви велат детево треба да ни го дадете. Мери како мајка, со оглед на тоа дека е толку малечок, што си помисливте вие во тие моменти? Вака, значи, ние како родители вложуваме стварно премногу во Даријан. За да може неговиот талент да го препознаат и останатите надвор од нашата држава, ние посетуваме одредени кампови кои што сметаме дека ќе бидат добри со Даријан, за Даријан. Да. Во еден момент ние како фамилија сме навивачи на Барселона и обожаватели на Барселона. Мојот сопруг вика, ајде да го однесеме на камп Барселона. Директно преку страницата, веб страницата на Барселона ја гледавме најблиската дестинација која што ќе ни биде поевтина за учество на кампот, нели трошковите за превоз и смештај таму. Тоа беше Загреб. Даријан во 2023 година на тој камп беше избран во Дрим тимот меѓу најдобрите 3 деца. Ние видовме дека има нешто тука, односно можеби беше подобро затоа што беше стварно 7,5 години беше премногу мал. Сакам да напоменам дека Барселона ги следи помалите деца. Тоа беше камп од 6 до 16 години, каде што Барселона сака помали деца за да може да ги внесе во нивниот систем, лесно да ги обликува како она што сака и лесно да можат нели да играат во Ла-Масија. Не се откажавме, нашите амбиции продолжи натаму, бидејќи наградата на тој камп беше еден од најдобрите, од 6 до 16, да присуствува на тренизите во Ла-Масија. Во 2024 се пријавивме на истиот камп, на истото место, кај истиот организатор, и Даријан веќе уште вториот ден беше преместен од 2016 во генерација 2014 и експлодираше. Ние знаевме веќе што вториот ден дека тука има нешто, бидејќи координаторот, кој што е од Барселона, бидејќи доаѓа 4 тренери и еден координатор, го снимаше цело време на телефон, кратки видеа, особено движењата на Даријан, размислувањето на Даријан и играта која што ја игра Ла-Масија, односно Барселона. Даријан беше избран за најдобар, ја добивме наградата, ни овозможија ни пратија мејл и бевме 10 дена во Ла-Масија, во Барселона. Даријан тренираше со најдобрите деца во светот. Нас како родители, заедно со Македонска радиотелевизија, кога го поддржија нашиот проект, ние возможија да бидеме присутни на секој тренинг. Во Ла-Масија не е дозволено да се гледаат тренизите, еднаш неделно родителите на дечињата можат да дојдат и да го гледаат тренингот, но ние бевме, да не кажам, привилегирани, сите тренизи ги следевме на Даријан. Даријан беше оценет, по враќањето од Барселона беше оценет со стварно висока оценка, но тоа не значи дека Даријан ќе биде дел од Барселона. Има уште многу, 3 години, наредните 3 години Даријан ќе биде следен од страната на Барселона. Уште еднаш ќе имаме можност да го покажи талентот, тоа наверојатно ќе биде на 10 или 11 годишна возраст, доколку Даријан е на истото ниво или не уште подобро ниво, веќе може да се збори за нешто повисоко. Нас како фамилија и Даријан не исполни тоа што бевме дел од една таква фудбалска школа. Во Македонија нема отидено дете во Ла-Масија да тренира со најдобрите деца во светот. Даријан беше единственото дете. Но и јас упатувам еден апел до сите родители, до сите талентирани деца да не се откажуваат. Значи тоа не се местенки, тоа е реално. Ако нивните деца се талентирани и разбираат играта на одреден клуб, Даријан не разбира играта на Барселона и беше избран стварно на вистина од најголемите експерти од Барселона. Така да не се откажуваат, да посетуваат кампови, да си ја пробаат својата среќа и да си го остварат својот сон, бидејќи тоа не може со зборови да се доживее. Тоа се такви прекрасни терени, таква прекрасна фудбалска школа, толку многу организирано,
што секој дете и секој родител би посакал да биде дел од таква голема фудбалска историја или фудбалска школа. Се гледа дека сте спортисто, каква страст зборувате за спортот, за фудбалот, иако, колку што знам, сте освојувач на многу признанија и пехари во каратето. Така. Јас сега сакам да ми кажете, со оглед на тоа дека сте биле присутни на тренинзите и сето тоа, случајно гледав пред известен период документарен филм за Дейвид Бекам, каде што во однос на тренирањето нема, дали било зима, дали паѓало снег, дали врнело дожд и така натаму, дали е тој веќе преморен и се, нема, тој игра, тренира и само оди напред. Кажете ми, каков во Барселона, еве го споменавте и клубот и се, тренерите на Даријан, оние кои што го забележаа неговиот успех, каква игра наметнуваат и како родител, дали некогаш ще може би си велите или си исцрпи детево? Тоа многу пати се случува, меѓутоа нашата сила е он не влече напред, ние го следиме и секогаш се консултираме, можеме, Ако не можеш, кажи, не можеме, идеме. Барселона има систем на игра кој што у принцип е почитувај го твојот колега, свој играч, значи не дозволуваат многу индивидуална игра. Они цело време ја вртат топката и цело време сакаат да се движи топката, тој што ќе има најдобар момент за реализација, тогаш да се постигне. На Даријан во целост му одговара таа игра, затоа што он, сите што го знаете, несебично дете, кое што стварно некогаш асистенцијата му е подрага од головите што ги дава. Дали го следиме Даријан, ние и тоа што кажавте, Дейвид Бекам, само така се успева. И Даријан и неговиот брат Лука немаме пропуштено тренинг. Тој тренинг може да биде пропуштен само ако има некоја поголемо случување во тој момент, не знам, да сме присутни на свадба или нешто да истуре дожд, некој огромен, ние тренинг не пропуштаме по наша вина. Еве една како тоа изгледа една секојдневие на Даријан. Сега имате чест во емисијава да кажеме, затоа што претходно не го кажувавме на други места. Сега бевме во Златибор со Црвена звезда, инаку Даријан покрај тоа што беше Барселона е моментален член на фудбалскиот клуб Црвена звезда од Белград. Во исто време имавме државно првенство, имавме турнир со Црвена звезда во Златибор. Емоциите кои ќе ве совладаат, сакате на двете места да бидете присутни. Даријан мораше да стигне нормално во координација со тренерите, дали ќе ни дозволат да патуваме од едно друго место. Во Златибор отидовме во четвртокот, во петокот изигра Даријан 2 утакмици. Втората утакмица заврши попладнето во 6 саат. Јас и Даријан тргнавме у 6 саат, стигнавме тука во 12:30, преспавме 6 саати, станавме са бајлето. Во 8 саат имаше утакмица од државната лига, одма само што заврши утакмицата, се вративме во Златибор 6 саати. Значи 1000 километри ги поминавме за неполни 20 саати. Тоа е Даријан, тоа сме ние како фамилија, ние значи буквално живееме спортски, тоа нас не исполнува како фамилија. Тежок е патот, меѓутоа нас сега за сега не ни е тежок. Иначе вака кога ќе слушате делува и малце како некој да нешто сака да покаже дека еве ние можеме тоа да стигнеме да бидеме по медиуми и слично, не, тоа доаѓа внатрешно од нас, појако од нас. Меѓутоа тоа е тоа. Даријан, многу се строги тренерите во Барселона кај што играше? Не. Не? Добри се. Да. А кој ти е омилен фудбалер? Сега ми е омилен фудбалер. Имам тројца. Го виде во живо? Имам тројца. Тројца? Ги виде во живо? Дали си се запознал со нив можеби? Не. Не? Добро, јас се надевам дека ќе ги запознаеш, ама се надевам дека и до толку ќе се слушна за тебе во светот, па и тебе дека ќе сакаат да те запознаат. Во моментов Даријан игра во Црвена звезда во Белград. Како се разбираш? Знаеш ли да кажеш нешто ти на српски, затоа што таму на српски се зборува? Све. Си разбираш? Да. Како го постигнувате тој момент? Претпоставувам дека нели таму поради Даријан сигурно не зборуваат македонски, зборуваат на српски тренерите и така. И како се снаоѓате и меѓу, да речам, луѓе кои што воопшто не ги познава, а треба да игра, треба да настапи. Претпоставувам дека од него се очекуваат и некои поголеми ангажмани, надпревари. Баш тоа беше моментот кога разговаравме со мојата сопруга.
Јас си викам, го поканија Даријан да игра за Црвена звезда, он е 8,5 години беше тогаш. Што ќе правиме? Дали ќе идеме често, дали ќе идеме поретко? Ја викам ќе идеме секоја втора недела. Зошто? Затоа што Даријан треба да се уклопи со тие деца, затоа што децата како деца колку ќе те се сакаат, толку и се немилосрдни во размислувањата, затоа што се многу искрени. И првиот момент кога Даријан дојде тамо беше извини, на кој јазик ти причаш? Знаете таа бариера нормално. Тоа е единственото детенце кое што е од Македонија, од Скопје, нема други деца од други места, од други земји? Во негова генерација нема. Значи тоа е единствен македонец, другите се деца кои што се од Србија. Да, збориме за неговата генерација. За неговата генерација. Во Црвена звезда. Од Црвена звезда. Има и деца кои што се поканети од регионот, ама доаѓаат повремено, од Босна има едно детенце, има едно детенце од Црна Гора. И таа јазична бариера на почетокот ни представуваше малце поголем проблем на Дарија, меѓутоа ние го храбревме. Полека ти си дете ќе научиш како што доаѓаше, како што присуствувавме на тренизите, имаше припреми кои што беа исклучително тешки, затоа што во тие 8 дена немаш ни телефон, немаш никакви, саме Даријан со тие деца и со тренерите. Има режим кој што е така воспоставен да буквално е војнички режим, се внимаваат на сите детали, затоа се тие големи клубови и ни беше тежок почетокот. Меѓутоа, пред некој време се зачудивме, не покажува Даријан пред нас. Му звонеше дете од Црвена звезда и он скришно се јави на телефонот и збореше српски. И ние фрапирани. Викаме, види го, дете го научило. Пошто он пред нас не го искажува тоа. Полека му викам, ајде да се опуштиме, ако сакаш татко ти учеше српски, му викам, можеме од време на време да збориме. И во некои моменти така знаеме да си направиме муабет, да се шалиме на таа сметка, бидејќи мајка му не разбира, ние малце се Разбирам, меѓутоа не знае да може би не толку добро, не зборам српски, но знае цело време да ме поправи. Мамо, не вака. Концентрирате се на шпанскиот, мене ми личи дека нема да се задржи во Црвена звезда. Дај Боже. Сакам да прашам уште нешто. Има еден податок тука, кога ќе наполни 13 години, можно е да стави подпис за еден од најдобрите клубови во историјата. Немаме уште многу време, кажете ми како оди тоа и што се чека сега за да Даријан се подпише и можеби да треба да игра во Барселона. Како би бил тој развоен пат? Дај Боже да стигнеме до тие 13 години, дај Боже Даријан да се развива како што се развива сега и да биде уште подобро. Ај на здравје, Даријан. Здравје, Даријан. Благодарам. Да се развива уште подобро. Кажав и во текот на емисијата дека ќе имаме уште неколку повици од страна на Барселона. Рано е да кажам во оваа емисија, бидејќи во следниот период кој што иде од 18 јуни, Даријан официјално ќе го отвори кампот на Барселона во Загреб. Најново е тоа што Даријан таму ќе тренира 5 дена и генерацијата 2016 од кампот на Хрватска ќе биде пријавена на светско првенство во Барселона, кој што ќе биде во април 2026. Даријан ќе настапува за Хрватска, за кампот на Барселона од Хрватска и веќе ќе има можност уште еднаш да го видат тренерите во Барселона. Тоа е најново нешто кое што го очекуваме сега во јуни месец и официјално да ни го соопштат на самиот камп. Само треба да Даријан да тренира, да се следи неговиот развој. Нашата поддршка има максимално, не себично како родители, вложуваме максимално во него и ако Даријан ги помени оние последни на 13 години, последната проверка од страна на Барселона, тоа е сериозна фудбалска академија, каде што ни возможува престој во Шпанија, работа на нас како родители, а Даријан ќе се школува и ќе игра во фудбалската академија Ла Масија, но пак ќе кажем, долг е патот, ние се надеваме, без разлика и да не биде Барселона, нека биде еден од подобрите клубови кој што стварно ќе му овозложи добра иднина на Даријан и на нас како фамилија заедно со него. И Даријан, за кој фудбалски клуб најмногу би сакал да играш ти? Барселона. Ти посакувам да ти се исполни желбата и тебе и на твоите родители. Ви благодарам што вака семејно дојдовте, еден убав пример, инспирација, мотив за
сите родители како доколку нивните деца имаат талент, треба да ги поддржуваат и да се надеваат на најдобро. А мене ќе ми биде многу драго доколку наше дете од Македонија навистина постигне таков успех, па и да го надминеш, дај Боже, Меси. Благодарам. Благодарим.